Меѓутоа, треба човек што има покачен крвен притисок јасно и гласно да чуе од лекар, од својот лекар, од матичен, од мене, од било кој лекар да чуе дека покачениот крвен притисок не е шега и дека се умира од него ако си играме мајтап со него. Значи, пак кажувам, не е да се плашиме, да се едуцираме и да се мотивираме работата. Како да се посомневаме? Втората група сега зборејќи за покачениот крвен притисок. Главоболки. Не е од времето секогаш главоболката. Особено почели да се јавува почесто главоболки, извичник мал, мерете притисок. Или отидете на лекар да мерите притисок. Значи, се случили да приметите, во последниот месец-два, повеќе пати ме боли глава од вообичаено, мало предупредување може да е притисокот. Второ, краток здив, исто може да укажува на потреба да го мерите притисокот. И трето, ако случајно се појавуваат крварења од носот, и тие исто може да бидат во еден или зацрвенување вака по лицето, сето тоа може исто да алудира на покачен крвен притисок. За жал, еден добар дел од населението нема никакви симптоми на покачениот крвен притисок. Тоа не значи дека не ви прави проблем. Значи, тука одма да расчистиме. Ако случајно имате покачен притисок, а не ве боли глава, а немате вака од другите работи што ги спомнав, не значи дека телото ви се навикнало. Тоа е најнеточниот термин меѓу сите што постојат во медицината. Нема навикнување на покачен крвен притисок. Ќе повторам, нема навикнување на покачен крвен притисок. Ако престанало да ве боли глава, ако престанало да имате симптоми, не значи дека вашето тело се навикнало, туку ги исклучило симптомите, но штетата што ја прави крвниот притисок продолжува. Без разлика дали ве боли глава или не ве боли глава. Значи, ова е огромна предрасуда. Демек, се навикнав јас. Често пати знаат луѓе да го искоментираат тоа.